Добро вечер. Во топ тема на ваша страна вечерва продолжуваме да ги презентираме и анализираме резултатите од најновата анкета за спорот со името, која ја спроведува Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија. Се работи за теренска анкета со репрезентативен примерок од 1004 испитаници, која беше спроведена во периодот од 5 до 20 април. Ке ги анализираме резултатите од оваа анкета вечерва со моите гости Сашо Клейковски и Алберт Муслиу. Добро вечер. Добро вечер. Пред да почнеме со презентацијата на резултатите од анкетата, кои ги започнавме во емисијата во средата, направивме пауза во очекување од некаков исход од денешната средба на министрите за надворешни работи на Македонија и Грција Никола Димитров и Никос Кодзија, што се одржа во Солун. Затоа и го одложивме презентирањево за вечерва. На оваа средба во Солун, она што го изјавија двајцата министри, ќе ве замолам за еден кус коментар, беше дека остануваат најтешките прашања или најтешкото прашање, опсегот на употребата на името и евентуални уставни измени. Министерот Кодзија за неговата изјава напомена и дека можеби Македонија е сега на потек. Како вие ја оценувате оваа средба, Алберт? Прво ја оценувам во низата. Значи, се чувствува дека има некоја забрзување, убрзување, па дури емоциите се поголеми кај учесниците и самиот начин на излагањето на Кодзија укажува на тоа дека е малце полуеуфорична фаза, каде тие кои учествуваат секако, и ако го гледаат крајот, подобро од нас знаат кога тој престои. Ја верувам дека процесот релативно брзо ќе се движи идните денови. Второ, од ова може да извлечеме дека повеќето работи се веќе апсолвирани. Ние на почетокот на целиот овој процес имавме многу посериозни дилеми, па дури, знаете, од грчката страна не почна веднаш без припрема на своето општество дека името Македонија, име каде ќе се користи. Веќе тоа не е предмет дури ни на расправа, ни кај нас, ни кај нив. И мислам дека добро се менаџира целиот процес. Тој делот дека топката е на наша страна можеби се однесува на уставните промени, затоа што преговарачката страна наша не може тој дел да го изгарантира од проста причина што ги нема и бројките тоа да го направи, но мислам дека тоа ќе се искомбинира и со динамиката и не само опсегот, туку и со динамиката за која ќе се договорат двете страни, дали тоа ќе дали се предвиди промена на уставот со неговото отварање при евентуалното учленување во Европската унија или НАТО и така натаму. Така да не гледам ја спротиставени изјави кај двете страни во однос на прашањето. Клейковски, како вам ви изгледаат овие изјави? Ја мислам дека разговорите меѓу двете страни се на истото ниво веќе трета седба пред. Ја не верувам дека воопшто нешто денеска разговарале двата министри. Мислам дека од седбата во Виена е дојдено до едно единствено прашање, тоа е опсегот на употреба на новото име и со него повезаните начини на гаранција на употребата на опсегот, вклучувајќи промените на уставот. И морам да кажам дека Кодзија е одличен трговец. Тој се обидува да ни продаде веќе добиени работи. Еве дури Алберт се фаќа на таа замка, вика еве грците ќе дожелат да има Македонија во името. Па Македонија веќе има во привремената референца. Значи грците веќе се согласиле ние да бидеме членка на Обединетите нации со име кој има одредница поранешна Југословенска република и кој има име Македонија. Значи што сега
одеднаш грците ќе ни дале нешто што веќе го дале 93 или 95 година. Или јазикот да се совува Македонијан. Па јазикот веќе се насовува Македонијан во Обединетите нации. Веќе во кодот и со кодовите е македонски, Македонијан, Македоан. Значи, сега грците влегуваат во една многу интересна офанзива, дека они веќе ќе ни дадат нешто што го имаме, за ние да им го дадеме нешто што немаат, а тоа е поширока употреба на референцата отколку што е во моментот. Од друга страна, јас сум сигурен дека многу тука аналитичари беа во криво кога тврдеа дека ние ќе поминеме, вклучувајќи високи функционери, ќе поминеме само со промена на референцата во Обединетите нации со нешто друго, бидејќи и грците нема зошто да тргуваат со нас за нешто што веќе го имаат. Значи, они имаат веќе референца во Обединетите нации, тогаш они би сакале нешто повеќе од тоа. Сега тука е умешноста на опсегот, нешто што е референца за употреба во меѓународни организации и што е ерго омнес или целосна промена на умето, како ќе се најдеме тука, како ќе се ги гарантираме работите, и тоа може да го одлучат само Заев и Цифрас. Многу кусо да почнеме со анкетата. Прво, не реков дека тие тоа го дале сега или не го дале. Ја реков дека не се разговара за тоа на почетокот на процесот и тоа беше дел од... Тоа е умешноста на грците. Не е умешност на грците. Ја мислам дека, дури мислам дека нашата страна добро игра во ситуација кога на едната страна нешто не и виси над глава и не и треба, додека на другата страна и треба. И тоа треба да се земе во предвид. Не е свеедно вие да преговарате кога двајцата се во лагодна комотна позиција и на двајцата ви се брза и не ви се брза, и кога на едната страна се брза, на другата не се брза. Така да мислам дека овој целиот процес, мислам дека тука малце имале влијание и помоши нашите меѓународни евроатлантски партнери, да целиот овој процес тече без некои, ако ништо друго, ние не сме имале некои драматични препокувања помеѓу двете страни преку медиуми, што не ни фалело многу во минатото, нити да се политизира домашната сцена. И тоа е многу битно. Ја мислам дека тоа бил еден од клучните фактори зашто процесот реално се движи во исправниот правец. Мислам дека токму затоа ќе биде интересно да ја слушнеме како граѓаните ја перцепираат, дали треба или не да има ексклузивност на употребата на терминот Македонија, и што е поважно за чувување на името или евроатлантските интеграции. Да ја слушнеме презентацијата на Боби Христов. Сања, продолжуваме со 3 сета прашања кои се практично продолжение на првиот дел од анкетата. Дел нови сегменти од сложената проблематика за решавање на проблемот на името, а дел се поврзани со она што беа главни констатации или показатели што ги презентиравме завчера. Тоа беше дека безмалку половина или 47,1% од испитаниците не сакаат никаква промена на уставното име. Останатите се беа изјаснили дека би прифатили некоја друга опција, и второто дека за 40,8% најмалку прифатлива опција е име за севкупна употреба ерга омнес, на кое што сега инсистира Грција во преговорите. И поврзано со ова е и првото прашање вечерва, а тоа е околу ексклузивноста на употребата на името Македонија. Дали поимот Македонија треба да го користи едната или двете страни, и одговорите се очигледни. 53,4% сметаат дека треба да го користат двете држави, 33,6% само Македонија, само 0,4% сметаат дека името Македонија треба да го користи само Грција, и 9,% ниту една ниту друга држава. Но она што може би дава некаков одговор на тој пат од 15% поени на противењето за промена на името споредено со анкетата од 2013 година е следното прашање, во кое се дадени две опции околу расположението на граѓаните, доколку и ако промената на името се стави во контекст на евроатлантските интеграции. Која од овие две опции или изјави е најблиска до вашиот собствен став или уверување е прашањето? Дадени се две опции. Првата е поважни се евроатлантските интеграции, дури ако треба да се направи компромис со Грција кој не ги загрозува македонскиот јазик, идентитет и култура. Втората опција е поважно зачувување на името и по цена тоа да доведе до застој во евроатлантските интеграции.
И секако ниту една од овие опции. А резултатите покажуваат дека речиси половина или 49,7% од испитаниците се изјасниле дека за нив се поважни евроатлантските интеграции, но доколку нели се постигне компромис со Грција во кој што не се загрозува македонскиот идентитет, култура и јазик. За зачувување на името се 35%, што е намалување за 14,9% поени споредено со анкетата на МЦМС од 2013-та, кога таков став имале 49,9% или речиси половина од испитаниците. Одиме со следното прашање: ако се постигне договор со Грција, од кога треба да се применува? Одговорите се веројатно се одследствуваат на општото расположение. 37,8% се изјасниле никогаш, бидејќи не прифаќа никаква промена на името. 35,6% сметаат дека евентуалниот договор со Грција треба да се примени одложено во моментот кога ќе станеме членка на Европската Унија, за да нема нови условувања од страна на Грција. 22,8% сметаат дека тоа е веднаш по договорот, независно од НАТО и ЕУ интеграциите, и без одговор и се 3,8%. Се на се, да, зголемена е поддршката за 20% поени споредено со анкетата од 2013-та за компромис заради членство во НАТО и ЕУ, ако се зачува идентитетот и јазикот, но со големи меѓуетнички, но и интраетнички, односно партиски јазови или разлики кои што, верувам, Сања, ќе ги коментирате во продолжение. Повелете. Секако, Боби, но најпрво почнуваме од првото прашање. Тука 53,5% од граѓаните сметаат дека не треба да има ниту Македонија, ниту Грција ексклузивитет на користење на терминот Македонија. Кликовски, како ова го објаснувате? Тука имаме промена и во споредба и со анкетите изминативе години, некакво умекнување во ставовите на граѓаните. Па едно од работите што се преговара во целиот пакет на преговори е правото на употреба на зборот поимот Македонија и изведените зборови, дека ниедно од страните не треба да има ексклузивност. Мене оно што ми привлекува дека 1/3 од граѓаните сметаат дека треба да има ексклузивност, но само Македонија да го користи поимот Македонија, односно само Република Македонија да го користи поимот Македонија. Што укажува на една значајна ирационалност во целото прашање, која има не само на грчката страна, има и на македонската страна, и ово е еден од примерите. Ние самите велиме дека покрај Република Македонија има Егејска Македонија и Пиринска Македонија, ама после викаме не само ние имаме право да викаме Македонија и македонски и слично. Значи, земајќи во обзир дека Македонија има како провинција во две држави, во Бугарија не знам каков е административниот статус, можда не е во службена употреба терминот Македонија. Ама и тие сигурно имаат македонска алва или македонски мет или нешто македонско. Ке можеме да прифатиме една ситуација да сепак Република Македонија нема ексклузивно право на употреба на поимот Македонија, македонски и изведените термини, посебно кога се станува збор за трговската употреба, бидејќи дел од споровите ќе бидат, како што веќе например се случи со виното, ќе биде за трговската употреба на терминот македонски. Значајно е дека треба да се дебатира на оваа тема и да прифатиме дека ниту едната, ниту другата страна, бидејќи прашањето на ексклузивност е проблем и на грчката страна. И они сакат Македонија да е само нивна. Треба да изградиме став дека ние се стремиме кон решение каде што поимот Македонија е од универзално значење и може да го употребуваат сите што сака да го употребуваат, вклучувајќи самите ние да го употребуваме. Алберт, дали најлесно ќе се убедат граѓаните, може би и на двете земји, дека немаат ексклузивитет? Ја мислам дека граѓаните на двете држави живеат со тој факт, не е тоа нешто што на двете страни им е страно, така да некојаш и во анкетите има и емоции на моментот, знаете, некои прашања
дефинитивно генерираат емоции. Но реалноста е таа. Ние знаеме дека аеродромот во Солун се вика Македонија и знам дека полно граѓани од кај нас патуваат и преку Солунскиот аеродром и очигледно тоа не им генерира некој голем Дали стрес. договорот со Бугарија може би влијаеше малку на... Не, ја мислам дека влијаеше една, како да кажам, организирана активност на пранешната влада, која целиот овој процес го водеше во еден тотално друг правец, каде што се трудеше граѓаните емоционално да се поврзат со еден дел од историјата, зборам за античкиот дел на историјата, и тука почна тој надпревар или евентуално да се подига тој процент на тие луѓе кои во школа го учеле ова што Сашо го вели. Не е тоа нешто што кај нас не се користи, но инсистира на таа ексклузивност и на таа поврзаност со античкото, така да можеби ова цифра е резултат на тоа. Иначе, од друга страна, мислам дека и тие кои се изјасниле дека се против тоа, или го направиле од емоции, или као резултат на ова влијание кој ви реков, кој е константно во еден период од 10 години, на кој константно во еден период од 10 години им беа изложени голем број на граѓани. Тука има влијание и партиската припадност. Знаеме дека кај нас сите прашања малце се поврзани и со партиската ориентација, и на тоа сведочевме и во минатото, и мислам дека тоа е резултатот. Но кога би ги условиле во однос на ова прашање со нешто друго што е суштински битно, верувам дека и овие бројки реално би се промениле. Второто прашање веројатно многу по-интересно е, бидејќи добивме едни поинакви резултати на прашањето дали сте за промена за името, беше дека 47,1% од испитаниците не сакаат никаква промена на уставното име. Меѓутоа, на прашањето во анкетата е дали се поважни евроатлантските интеграции или зачувување на името, веќе имаме различни, имаме една промена, речиси половина, 49,7% сметаат дека евроатлантските интеграции се поважни, меѓутоа со зачувување на идентитетот. Види, во секој случај и бројката 47, ако добиете просто прашање дали сте за промена на името, и таа е мала. Реално не верувам дека некој во Македонија е одушевен од фактот што ние мора да го одблокираме процесот или да ги завршиме преговорите со Грција за да ни се одблокират евроатлантските интеграции. Значи, но кога истото се поврзува со условеност, членство во ЕУ и членство во НАТО, тогаш рациото почнува да подготвеност, некаква на компромис. Мислам дека општеството, реално општеството кај нас е поподготвено од сега него што беше пред 5, 10 или 15 години. Мислам дека тоа се чувствува и во однесувањето и на политичките партии, и во јавниот, и во општиот наратив на општеството. Немаме некои, како да кажам, екстремно негативни ставови за еден факт со кој ние живееме веќе повеќе години, земајќи го предвид влијанието кое го имаше целото ово успорување на евроатлантските интеграции врз нашето општество, нашата политика. Мислам дека граѓаните сето тоа го земаат во предвид кога одговарат на прашањето дали сте за промена на името при учленување во Европската унија и во НАТО. Затоа тој број е поголем. Во однос на тоа дали сте само за промена на името, мислам дека ако го дадете на договорот дали сте за промена на името без одблокирање на евроатлантските интеграции, бројот сигурно ќе ви стигне, апсолутно ќе ви стигне многу поборе. Резултати. Кликовски не е мал процент, од 35% од граѓаните се за зачувување на името, но сепак тука имаме некакво намалување на овој процент, тие се помалку во споредба со порано. Да, значи тој процент за чување на името и процена на застој во евроатлантските интеграции е веројатно најнизок од како се мери ова прашање во јавност од 2010 година. Врвот го постигна во 2013 година, од тогаш е во паѓање веројатно затоа што веројатно некаде во 2013 ги исцрпевме скоро сите надежи дека ќе постигнеме некакво друго решение. Разговарав со некои пријатели на ова прашање
И вика, па добро, беше јасно веќе во 2008 дека ни американците не може да ви помогнат да влезете во НАТО без решение. Меѓутоа, да, уште имавме надеж дека ќе го решиме пред Меѓународниот суд за правда, чекавме пресуда, па се надевавме дека некој ќе ја испочитува пресудата, меѓутоа веќе по таа фаза стана јасно дека не постојат, не ни се надофат инструменти кои може да ги откочат евроатлантските интеграции на било кој понаков начин. Мислам дека горе-долу беше пробано, беа пробани сите работи, се останува овој единствениот начин кој ни го повторуваат сите од меѓународната заедница редовно, а тоа е да влеземе во интеракција со грците и да се обидиме да се договориме. Иако морам да забележам дека тука се уште има битни демографски разлики во структурата на... Да, ја би те замолила да ги искоментираш и табелата да ја покажеме. И од минатата емисија прашањата и ова покажуваат на растечки одјаз на ставовите меѓу етничките македонци и етничките албанци. Додека до 2013 година имаше некакво разбирање, усилно да кажам, и уште имаше значајна поддршка од етничките албанци во повеќе сегменти, вклучувајќи го изјаснувањето на референдум. Веќе во ово истражување ставовите се доста одвиваат на страна, така и во овој став 90% од етничките албанци се за евроатлантските интеграции по цена на компромис, додека 44,6% етнички македонци се за зачување на името и процентот на етнички македонци кои се за зачување на името и во содоцнење на евроатлантските интеграции е поголем од тие што се на другата страна. Па и меѓу македонците етнички има разлики меѓу симпатизерите, оние што рекле дека ќе гласат за ВМРО-ДПМН и оние што рекле дека ќе гласат за СДСМ, каде што двотретинско мнозинство од симпатизерите или гласачите на ВМРО-ДПМН даваат предност на зачување на името и по цена на застој на евроатлантските интеграции. Ова значи дека генерално имаме три различни структури со три различни типа на поддршки, каде што не се целосно согласни македонската десница, условно кажам македонската левица и етничките албанци, и динамиката на решавањето на споразумето и начинот на решање мора да ги земе во предвид овие три кампуси кои се прилично големи, прилично стабилни веќе во своите определби. Ќе видиме понатаму кога ќе дојдеме до референдумските прашања. Да, и тука имаме разлика токму на европските евроинтеграциите прават битна разлика во целиот процес за решавање на споразумето. Ја мислам дека разликите помеѓу етничките албанци и македонците е во наративот кој се користел до сега. Знаете, на просечен албанец е тешко да му објасните дека неговиот идентитет е ризикуван во зависност од името од државата, затоа што албанците низ историја поминале низ разни имиња и тоа не влијаело врз нивниот идентитет. Знаете дека имало во почетокот на 20 век дури презимињата им ги менјавале, што не било само кај албанците, но тоа не го нарушило идентитетот. Од друга страна, кај македонците, тој наратив се користеше. Повеќе од 10-12 години. Не можам да се сложам. Значи, и македонците немале држава која се викала Македонија, а имала идентитет. Точно. Има македонци во држави кои не се викаат Македонија. Во Албанија, например. И се чувствуваат македонци. Да, македонци. Едното е едно од тие што се чувствуваат македонци. Ама не го спораме тоа. Тоа апсолутно мене ми е точно и вистинен пристап. Него кај нас наративот во минатата влада беше дека името на државата и именувањето на тоа име, значи губење на идентитетот, дури се подигаа и стравови дека ќе ги снема македонците. И тоа беше дел од нашата јавна сцена. И при таков притисок медиски, ја верувам дека кај луѓето изворен, така искрен страв се раѓа. Мислам дека ако наративот се промени, ако повеќето граѓани разберат дека името на државата е административна работа, а идентитетот
не е административна работа и тој не е многу лесно се менува. Мислам дека и бројките ќе беа различни. На тоа сакам да укажам. Затоа таму е разликата. Ако вие поставите прашање кај албанците, дали сте за промена на името, независно од евроатлантските интеграции или не сте, сигурно сите ќе ви одговорат дека не. Ако од никоја друга причина, од причина на менување на лични документи. Значи, нема таму некоја желба за промена на името. Така да, прашањата треба да се малце покомплексни, да укажат вистинската спремност на сочувство или поддршка на нивните сограѓани. Затоа што вака, ако ги прашате дали се за евроатлантски интеграции, верувам дека сите ќе ви речат дека се да. Ако ги прашате дали сте за евроатлантски интеграции со недостоинствено решение, верувам дека повеќето ќе ви кажат не, затоа што и на нив ќе рефлектира тоа недостоинствено решение. Така да, мислам дека патот да се раздвојуваат етничките заедници по прашање на евроатлантските интеграции е погрешно. А личното чувство е сигурно поизразено кај македонците, затоа што, ви велам, биле под сериозен притисок на тој наратив дека тоа негативно ќе влијае врз нивниот личен, национален, етнички идентитет, што ја чврсто верувам дека не е точно, а ти ми каже дека Едмон Темелко е македонец во Албанија. Значи тоа воопшто не действува. Да, меѓутоа сега само да укажам дека тој наратив за идентитетот е измислен во Македонија, дека немало реална негација во Грција на идентитетот. Види, негација на идентитет. Грците сака да не нема. Ама, значи, грците сака да ги нема ни албанците, да ги нема ни турците, и тоа не е нешто. Но дали тоа кај македонците, албанците, турците и другите генерира стварно тенденција да го изгубат свој идентитет, што е апсолутно, по мене, абсурдно. Идентитетот, ако е јасен, нема никој не може да ви го промени. Но самиот факт вие што ми велите дека Едмон Темелко живеел во една авторитарна држава и неговото чувство на идентитет не го изгубил, мене ме го одлепува името на државата со идентитетот на една заедница. А не дека тоа е лесен чекор да се направи. Јас сум прилично сигурен дека... Да, ама тука е разликата и меѓу Грција и Албанија кога се однесува и на малцинства и на се друго. Апсолутно. Види сега, во Грција нема етнички малцинства, има само верско малцинство, за турското, они го нарекуваат као верско малцинство. Но ние зборуваме за чувството. Ја верувам дека и во Грција, и во Србија, и во било каде. Да, чувството не може да се... Чувството е, а идентитетот се поврзува малце и со чувството, не само за администрација. Како ги коментирате, пак одговорите, кога треба да се примени договорот со Грција доколку се постигне? Да. Значи 35% тука јас не ги е гледам малку отприлика тие три кампуси што ги спомнав пред малку, кампуси социјодемографски групи. Едните, отприлика третина, нека договор никаков. Па по цена што да се случи. Една третина сака договор без да ги согледаат ризиците, што ако направиме договор сега, немаме заштитни механизми. Понатаму една третина сака да биде на предпазливата страна. Таа третината, или 35% колку се, што вела дека да се договориме со Грција, има договор да стапи во сила кога ќе влеземе во Европската унија. Бидејќи ако веќе ја обедаде многу добро толкување дека ние сме спремни да ја направиме оваа жртва, ама таа жртва е правиме заради ЕУ. Ама тогаш да бидеме сигурни дека жртвата и целта ќе ги споиме во еден сигурен пакет. За мене е единствен начин да ги споиме евентуалната жртва, емотивна жртва, ирационална жртва, каква треба да ја направиме, веројатно и финансиска жртва, ќе има таму и финансиски последици од некои промени. Значи, ако направиме жртва, а целта е евроатлантски интеграции, тоа да бидеме сигурни. Бидејќи ние имаме историја дека грците 3 пати не имаат ставено под ембарга блокади или политички блокади, 2 пати физички со затварање на границата, еднашка со вето во Букур, за да добијат подобра преговарачка позиција. Ако ние сега склучиме договор, и како што бара Коција сега да го сменим уставот, па кој ни гарантира утре да има причини за недоверба? Грчкиот парламент нема да ратификува спогодбата за членство на Македонија во НАТО. Како што не е ратификувана ниту привремената. Како што не се ратификува ни други работи, кој ни гарантира нас?
дури во Европската Унија викаме да станеме најдобри пријатели со грците, кој ни гарантира дека Макрон или некој ден Макрон нема да свика референдум за прашањето на прием на Македонија и Албанија во ЕУ или Србија, или кој ни гарантира дека во Холандија некоја екстремно десничарска партија нема да свика референдум, како што се случи за договор за стабилизација и асоциација. Или да се распушти Европска Унија, на Украина. Не сум толку песимист. Не, сега да кажам било која причина, да е причина која би го блокирала. Ние мораме да веќе ако рационално пристапиме дека ни е многу важна евроатлантската интеграција, сме спремни да направиме одреден компромис со Грција за тоа, ние мора да имаме цврсти гаранции дека тој е последниот компромис, дека после привремената спогодба и ова спогодба нема да има трети спогодби во кои ќе се спориме за македонски, ќе се спориме за МК, ќе се спориме за не знам веќе што може да им падне на памет на грците, ние веќе ќе немаме со што да преговараме, пошто сите аргументи сме ги потрошиле, а уште не сме внатре. Значи сите детали би требало сега да се договорат. Мислам дека времето на стапување на договор, јас сум жесток заложник за ако има договор да биде во две фази. Едната фаза повезана со членството во НАТО, другата повезана со членството во ЕУ. Каде што и на грците треба да им се дадат одредени гаранции. Следниот блок на прашања се однесува на референдумот. Дали да има или не е референдумско изјаснување околу евентуалниот договор со Грција. Повторно Боби Христов ги презентира резултатите. Референдум да или не е следниот след прашања во кое МЦМС и Институтот за демократија одати подетално со испитување на расположението за неколку варијанти на референдумското прашање. Повеќето клучни политички чинители се за референдумско изјаснување, поттука го поставивме ова прашање за ставот на граѓаните и резултатите се очигледни. 71,4% се за референдум и тоа е тенденција во пораст, бидејќи компаративно во 2013-та тоа биле 66,3%, во 2011-та 64%, а во 2010-та 54%. Во анкетава сега 25,2% сметаат дека не треба да има референдум, без одговор, односно не знам, 3,4%. 32% поени е разликата во поддршката на референдумот меѓу македонците и албанците, но гледано по партиска припадност големо мнозинство се изјаснуваат за референдум. 85,8% од поддржувачите на ВМРО ДПМН, 69,4% од поддржувачите на СДСМ и речиси 60, односно 58% од поддржувачите на ДУИ се за одржување на референдум. Ако се одржи референдум, кога е тоа најдобро да се случи е следното прашање. И еве ги резултатите. Без малку половина или 48,8% сметаат дека тоа треба да се случи пред склучување на договорот за спорот со Грција. 25,5% сметаат дека тоа е пред референдумот за членство во НАТО, 10,5% при прием во НАТО и тука имаме едни незанемарливи 15,2% кои не знаат или немаат одговор на оваа прашање. Во однос пак на можните референдумски прашања, бидејќи како што реков тестирани се и тие, ако прашањето е дали сте за промена на името, се мисли на уставното име, во името Република Горна Македонија, како ќе гласате? Значи, ако тоа е референдумското прашање, мнозинството 50,2% би гласале не на таквото референдумско прашање, 41,5% би гласале да, 3,8% нема да гласаат и 4,5% не знаат или не одговориле. Но она што е впечатливо и верувам ќе биде интересно да се објасни во дебатата е трендот на пораст на прифаќање на промена кај македонците. 28,3% наспроти само 5,4% што ги покажала во анкетата од 2013 година. Но еве, тоа нека остане за дебатата.
Следното прашање, референдумско, исто така е за да се испита што доколку промената на името директно се поврза со членството во Европската Унија. Па доколку референдумското прашање гласи: дали се согласувате со промена на името во Република Горна Македонија кога земјата ќе стане членка на ЕУ, речиси половина од граѓаните, 47,6% одговориле позитивно, додека 45% се изјасниле дека нема да гласаат за ова референдумско прашање, по 3,7% се оние без одговор или нема да гласаат. Големи се тука разликите по етничка припадност. Само 1/3 од македонците би прифатиле промена на името при членство во Европската Унија, односно 35,7% наспроти 87% од албанците. Според партиската припадност, пак само 10% од симпатизерите на ВМРО ДПМНЕ би се согласиле со промена на името во Република Горна Македонија за членство во Европската Унија, додека кај симпатизерите на СДСМ тој процент е 72,3%. И имаме уште едно референдумско прашање: дали се согласувате со промена на референцата поранешна Југословенска Република Македонија со Република Горна Македонија? Речиси половина, 47,2% одговориле не. 3,6% би гласале за вака формулирано референдумско прашање. И ова 4,4-4,8% тоа е остатокот кој што е за оние што се изјасниле дека нема да гласаат или се без одговор. Ова последно прашање упатува дека и абсурдната референца, иако со само 4% поени, е поприфатлива од ново име, но да ги слушнеме коментарите на овие трендови. Сања? Да, тоа беше Буби Христов. Со резултатите, што мислат и какви се нивните ставови околу референдумското изјаснување. 71,4% е од сите граѓани кои сметаат дека мора да има референдум доколку има решение за името со Грција. Интересно е дека е голем процентот, кога ќе направиме по етничка основа една споредба, кај албанците кои се поделени. Тоа е висок процент со оглед на тоа што политичките партии на македонците сите се изјаснија дека треба да има референдум, додека, например, ДУИ е против. Прво да разјаснам како го гледам ја тоа противењето на референдумот за или не. Значи, на сите им е јасно дека ние може да станеме членка, а да нема референдум за тоа. И за тоа сите се изјасниле. Тука имавме некој така политичко однесување без да се спомнува временската рамка кога тој референдум би се одржал. Неспорно е дека референдум треба да се одржи. Мислам дека и кај албанците фактот тоа што се повеќе од пола, но сепак се тука близко, е рефлексија на однесувањето и наративот на албанските политичари. Не верувам дека некој граѓанин албанец би бил против референдум за ова прашање, ако се поврзе со членството во ЕУ и НАТО. Од друга страна има други грижи кои сериозно и провејуваат. Ако е издвоено, ако е референдумот само за промена на името, и ако тука нема нешто поврзано и со членството во ЕУ и НАТО, како тоа ќе се рефлектира на грчката страна. И тоа сме го коментирали и на други емисии. Да, тука е поделбата и генералната околу. Мислам дека тука е и тој ризикот на кој повнимателните и внимаваат кога така без некои условувања се за референдум. Што би се случило ако референдумот би се одржал, би поминал, но на тоа грчката страна би одговорила со референдум кој евентуално не би поминал. И тука се враќаме на гаранциите. Значи, целиот овој процес треба добро да се изменаџира и гаранциите да постојат. Ја не верувам дека овде ќе се игра покерашки со блефирање. Тоа што се договори ќе треба да се спроведе. Има во Европската Унија случаеви каде што се изземаат членките во однос на решавање за некои одредени прашања. Затоа што тоа ја очекува и една Србија во однос на Косово при евентуалното нејзино членство во Европската Унија. Тоа сигурно мислам дека било разговарано
и со Албанија и со другите членки. Така да не може баш тоа да се направи како во раните 90-ти години. Малце се условите сменети, но секако се согласувам дека гаранциите треба да постојат, но не е неизводливо. Може и самото стапување на сила на таа евентуална одлука или на тој договор да биде поврзана со членството. Но од другата страна, не верувам дека Грчка ќе прифати неусловено било какво гарантирање на членството, затоа што не е само договорот со Грција дел од условите за членство во Европската Унија, мора и ние да обезбедиме некои гаранции дека нашите реформски процеси, нашата посветеност кон ускладувањето со европските норми и закони и правила ќе остане тука и дека Грција ќе се иземе себе си као блокатор на целиот процес од причини на несогласување во однос на било кое прашање кое не е поврзано со аки комунитер. Така да велам, комплексно е, но не е неизводливо и мислам дека таа временска рамка не е невозможно да ја одреди. Ја лично би се согласил да тоа биде условено или поврзано со членство, но тоа доаѓаме до прашањето членство каде? Во НАТО или Европска Унија? Затоа што членството во НАТО нам ни, ако почне во јуни, до декември следната година, тој целиот процес би бил завршен. Кои би биле нашите гаранции, например, за другата страна, дека тоа не би донело до промена, како што и се случи на Грчка со Албанија во врска со договорот за морето. Така да, велам, ако со добра волја и му пристапат на целиот процес и со нескриени намери за било какви, да не кажам сега трикови, него избегнување на исполнување на врските, мислам дека може да изнајдат сериозни механизми кои ќе ги гарантираат интересите на двете држави. Но апсолутна гаранција нема. Ја преска на шега реков, што ако се распадне Европската Унија? Значи, нашата одлука да се направи компромис со цел да станеме членка на Европската Унија би била безпотребна. Може да се случи да било која од другите членки биде против проширувањето и така натаму. Најдобро е поврзување. Не сме во иста ситуација, затоа што Грција докажано пред суд има прекршено правен договор со нас. Не политички договор, правен договор со нас. Тоа е привремената спогодба, чии спонзори беа истите кумови што се сега. Вашингтон и Брисел. Значи, Вашингтон и Брисел беа спонзори, медиатори на тие разговори кои завршија со привремената спогодба. Грција не ја почитува привремената спогодба, ја има сите можни причини да не верам на Грција. И ние не ги искористивме адекватните моменти кои сме можели да ги искористиме од 93 година и секој нареден пат условите во преговарањето се потешки и потешки. Значи, не можеме да ги извлечеме моментите од времето и просторот во кој некои работи се случувале. Јас затоа преска реков, не се ова раните 90-ти години, кога дури некои грчки политичари преговарале и за размена на територии и разни работи кои сега се апсолутно неприфатливи. За референдумот, значи, клучното е дека двете работи што се во овие перцепции сменети, првото, дека јасно дека исход на референдум за промена на името сам по себе би бил неуспешен. Исход на референдум за промена на името, иако не знаеме што значи тоа промена на името, значи треба да видиме. Во анкетата е ставено Република Горна Македонија, тоа не значи било кое друго. Поврзано со ЕУ има поинаков исход. И кога е веќе така, за мене клучно е што да се договараме, да го поврзиме со тоа што не е целта ЕУ. За мене не е целта НАТО, сега може да за некои други е целта НАТО, за мене е Европската Унија целта. Значи, таа е клучната работа што ја гледам како граѓаните би се изјасниле на референдум, дека динамиката може да ја смени членството во ЕУ. Да, и тука е интересен процентот, споредувајќи по етничка основа повторно, дури 87,8 албанци тогаш би одговориле да на такво едно референдумско прашање. Да, бидејќи претпоставката дека тогаш би било поврзано со референдумот за нашето членство во прифаќање да станеме членка на ЕУ. Не, апсолутно. Значи, поврзаноста менува све. Тука ќе направиме една пауза за реклами и продолжуваме со дебатата.
Ги прашавме и граѓаните каква е нивната перцепција за владините политики за добро соседство, односно што мислат тие за преименувањето на автопатот, аеродромот, а што мислат кога би се отстранил и дали треба да се отстрани споменикот на воинот на коњ официјално наречен. Боби Христов. Колкава е поддршката на владините политики за добро соседство преземени досега е последниот сет прашање, односно тука имаме едно реално и едно хипотетичко прашање. Она реалното, односно она што беше остварено е колку е прифатлива промената на името на автопатот и на аеродромот. Резултатите се видливи. Мнозинство од граѓани, 51%, не го оправдуваат овој потек. Тоа ги опфаќа оние кои што воопшто не го оправдуваат и делом или и до некаде не го оправдуваат, додека 47,2% го оправдуваат. Низ етничка призма овие потези се многу поприфатливи за албанците. Од друга страна, секој петти македонец смета дека ова до некаде е оправдано, односно скоро половина смета дека воопшто не е оправдано менувањето на имињата на аеродромот и на автопатот. Низ партиска призма поддршка повеќе кај симпатизерите на СДСМ и на ДУИ. И едно хипотетичко прашање кое што произлегува од политичките кулуари, велам од политичките кулуари, бидејќи владата официјално се изјасни дека нема таква намера, а прашањето е дали е прифатливо отстранување на споменикот воин на коњ за решавање на спорот со името. За мнозинството или 65,6% тоа е неприфатливо, за безмалку 1/3 или 28,1% тоа е прифатливо. Впечатливо, ако се навлезе во оние споредбени податоци, е што мнозинството македонци не би прифатиле таков потек. Против се сите симпатизери на ВМРО ДПМН, додека симпатизерите на СДСМ се поделени во еден впечатлив сооднос. 46,3% сметаат дека отстранувањето на воинот на коњ е неприфатливо, 43,8% сметаат дека е прифатливо. Секако, ова се само споредни прашања кои го следат процесот, особено повторно ќе нагласам прашањето околу споменикот кој е сосема хипотетично, бидејќи ставот на властите е дека немаат намера за отстранување на споменикот воинот на коњ. Сања, повелете со завршните коментари. Благодарам, Боби. Еве, голем процент на граѓаните не би сакаат да остане воинот на коњ или Александар Велики, споменикот на плоштадот, немаат ни многу добро мислење околу преименувањето на автопатот и на аеродромот, иако не видовме во јавноста некои силни реакции. Има резерви кон промената на структурата на плоштадот, но сега го имаме воинот на коњ таму и он се случи. Од друга страна, не дека општеството кај нас толку е поврзано со името на аеродромот, кој by the way се смени. Од името Александар Велики го доби пред 10 години. Пред тоа се викаше аеродром Петровец. Ја поеќе сум патувал со тој аеродром Петровец и немавме некоја голема расправа, туку само се една одлука на владата се смени и автопатот и аеродромот. Ај за аеродромот можам некако и да разберам, но што беше придобивката на општеството од преименувањето на автопатот и му се даде име кое апсолутно уникатно беше кај нас такво име, така да мислам дека и ставовите околу промената, враќањето или промената на имињата на аеродром или на автопат се пак дел од политичките ориентации повеќе отколку од емотивната поврзаност на граѓаните со имињата на аеродромот или на автопатот. Или може би чувство дека се прави отстапка? Не е чувството, значи отстапка е кон нешто кон што ти си поврзан, а не кон нешто што ти не си поврзан. Ми имавме протести на плоштадот и при промената на изгледот на плоштадот. Сакам да кажам за статуата на воинот на коњ. Ја мислам дека таа, ако се преуреди малце, како со Прометеј, може и да остане таму, но не може ние да влеземе во искрени преговори со Грција, а да сочуваме некоја резерва кон нешто минато, па тоа во иднина некако да го извртиме, затоа што тие тоа и го користеа и при аргументација. Со емисијата? Прво, само што зборевме за неексклузивноста на терминот Македонија. Јас знам дека има статуа на Александар во Единбург, во Шкотска.
Мислам во 130 или нешто места рекла дека Има мост во Париз кој именуван по Александар. Значи, збориме за неексклузивност. Резултатите тука мислам дека не се резултат на естетските или другите доживувања на граѓаните. Автопатот беше единствен, како заедно со мајка Тереза, единствени автопатишта во Европа што имат име. Иначе сите други имат ознака А1, А3, М1, М2. Имат бројни ова за полесно памтење, знаете. ознаки. Меѓутоа, мислам дека повеќе ваквиот став е резултат на правење отстапки кои не гледаме каде водат. Значи, мислам дека на јавноста недоволно е познато што е крајната цел и што сакаме да постигнеме. Бидејќи гледаме дека од грчка страна одредени позиции останаа доста цврсти, мислам дека овој резултат е пред се реакција на граѓаните кои викат да направиме отстапка, има кон што води. Дали води кон нешто, при што и грците ќе мораат да прифатат дека е употребата на Александар не е ексклузивна, пошто јас сум сигурен дека има некој Александар и во други општини, градови низ Македонија. И за крај, имате по една минута, оценка за резултатите од анкетата во однос на преговорите за името. Јас за да одговорам на тоа ќе го земам делот што не го коментиравме, а тука е колку граѓани би биле против промена на референцата и незината замена со името Република Горна Македонија, и тука отприлики се пола-пола. Така да не верувам дека тоа е искрено чувство или поврзаност на нашите граѓани со референцата која многу од нив не може ни да ја погодат. Се сметаше за срам. Точно. Така да овој резултат не ме наведува на тоа дека половина од граѓаните ја сакаат таа референца. Туку кај нас некогаш се одговара баш и за инет, и тоа што рече ти не е проблемот во преименувањето, туку во чувството на отстапување. Мислам дека реално одговорите се тие. Сметате дека има расположение за компромисно решение? Ја мислам дека има, тоа се чувствува и во секојдневниот говор, и во наративот, и дури во однесувањето на политичките партии, се чувствува дека има зголемена спремност ако таа резултира со позитивен резултат. Не мислам дека било кој кај нас би бил спремен на ова чисто за да се затвори едно прашање. Кликовски? Јас мислам дека зголемување на спремност за компромис за споразумето со Грција е исклучиво поврзано со ќосакот во кој се наоѓаат евроатлантските интеграции и свесноста дека можеби ова е еден од последните прозорци на можност да нешто направиме, бидејќи рефлекторите или погледите на меѓународната заедница се насочени во регионот. Јас сум еден од тие што имам подсврсти ставови во однос на зачување на името. Меѓутоа би сакал Македонија да ја видам во групата со Србија и со Црна Гора како преговара за членството во Европската унија. Не би сакал да се видиме на дното, да останеме со земјите кои се уште имат позначени конститутивни, уставни, слични проблеми. Значи, мислам дека ова е можноста и граѓаните се свесни за тоа, меѓутоа повторно. Спремноста за компромис, за отстапка од нешто што ми е многу важно, тоа е моето име, мора да биде цврсто поврзано со придобивката, тоа е членство во Европска унија. Ви благодарам за учеството во вечерашната дебата. Останете со Телма. Следува директен пренос од дуелот меѓу најголемите ривали во македонскиот ракомет, Вардар и Металург. Имајте пријатна вечер.